Говорит Москва. Я секретни агент Путина Куров. Саша Напучеев преку Куров. Пред некој ден по тајниот канал на Телеграм лично мене рускиот агент, значи Саша Напучеев преку Куров, кодно име Куров, ми стигна шифрирана порака во која се вели: Агент Куров, ве молиме да ги проверите следниве кодирани информации. Да не ве збуни името и презимето, јас сум се родил и по македонски сум си бил крстен Сашо, ама кумот, кој ми бил рус, после се испостави роден чичко на Владимир Владимирович Путин, им рекол на моите родители: ето так будат Сашенка. И мојве виделе, не виделе, на кум нели не му се противречи, рекле, па нека биде Саша. Второто име по дедо ми, кој е чист македонец и кој ја напучил пола Македонија, пола Бугарија, четврт Србија и цела Албанија и Грција со се островите, еднаш кога го апселе заради руска пропаганда, ги напучил и чуварите и дактилографката која му ја куцала изјавата: еве, ова машина за чукање ми ја подари како трофеј од тоа убаво време. Затоа по дедо ми сум Напучеев, или во превод некој кој сите ги напучил, и усно и писмено, мислам, од позади. Презимето ми од дедо ми Тасе, кој реално се му било преку Тасе. Ама кај русиви им звучало повеќе како Тас, нели Трек правда, ама руска правда. А руската правда е секогаш преку курот. Значи, французите им дошле преку курот на овие русиве, па им ебале мајката. Германциве им дошле преку курот на русиве, па и на нив им ебале мајката. Да не речам сега и НАТО и украинциве со непочитување нели на меѓународните договори, им дојдоа преку курот, па им ебаа мајката и на нив. Така ми го ставија целото руско име Саша Напучеев преку Куров с коднием именем Куров. Значи само Куров кодното име. Отварам тоа шифрираната порака и земам Војна и Миро Толстој. Роман. Нели со неа фактички ја раскодирам по стариот руски метод. Како? Па лесно, буква по буква, на кирилица. Земам ја читам пораката. Според последната анкета на руските специјални невладини организации инсталирани во Сорос и владата, само 36% од граѓаните кои би ја бранеле се вернава во којебина доколку ја нападне странски или внатрешен непријател. Ау, па многу бе ептен ќе одбраните, така си викам и продолжувам да читам. Вели, во специјалната операција во Украина учествуваат околу 90 граѓани на Вукојебинава наша, а 30 биле загинати до сега. Свикам, Бог да ги прости, ама реално шо мајка барале во Украина, да не речам, шо кој кур мој барале бе да се рчкаат со русите? Кога на русите лесно многу им се доаѓа преку курот. На русите кој им доеш преку курот, после го јаиш курот. Со нив нема заебанција, нема да анализирам, а и русите не водат таква евиденција, дали загинативе македонци се албанци, турци или можеби бугари, што се изјасниле бугари во Македонија. Ама мешањето во ваков конфликт од страна е многу неблагородно да ви кажам. Има една стара српска анекдота за некоја баба која имала син и синов бил многу бесен, не почитувал ни родители, ни црква, ни комши, ни вера. Се курчел, се правил фраер, се тепал наоколу, не си го држал зборот, ама бидејќи бил многу јак, сите му ќутеле. А името му било Натко. И така Натко се курчел на се и секого и тепал кого стигнал. Па така еден ден откако направил 100 белини селата ни во Шумадија, испил 2-3 литра ракија, мавнал едно прасе и онака испотен излегол од топлата кафеана, за да им докаже кој е главена со селаните и влегол во студената Морава за да ја преплива. А Морава во јануари е Морава во јануари. Поладне од Сибир и Аљаска заедно. И многу сака такви накурчени и испотени натковци. И тоа, пазете, Србино влегол во најголемиот вир, кој досега лапнал стотици курајбери што се
петелеле онака на исконската природна сила наречена Морава у јануари. И како влегол во Морава во јануари, така потонал кој ѓуле. И не излегол више од водата. И никојаш не го нашле. Бабата која била опиена од славата на својот син Натко Битангата, и на која со селаните се плашеле, и од сенката дури се плашеле, поради зулумите на незиниот син, по неговата смрт викнала трубачи, им дала пари од Драгачево, трубачи од Гуча биле трубачи. Им дала пари, ги однела покрај Морава да пеат. За да стравот и славата на Натко бидат вечни. Сега, шо пееле конкретно, знам една песна, јас бев поканет на тоа чествување, во чест на Натко една песна одеше вака, мислам. Крај Мораву, 100 кураца чува, 100 кураца, 300 јагањаца, и така, не ја памтам понатака песнава. И имаше и уште една песна што се испеа во таа пригода, таа малце со кореографија ја пеа овие трубачите, додека со една рака нели свираа труби, вака од прилика ја пеа. Јас сам селјак веселјак, и у душу тугу скривам, кој чукурац крај Мораве, кад не знам да пливам. Ете, тоа беше од прилика ода што репертуарот што се пееше покрај Морава во чест на овој Натко. И бабата била ситна душа до душа и уживала во малтретирањето на своите соселани. А пеачиве курнази и ги земаа, да ви кажам, парите и викнаа на еден глас тогаш уште една строфа која одеше од прилика вака. Ој бре Натко, стерам ти ga нане, кој те курац крај Мораву носи, ој бре Натко, јебем ли те глупа, од такве силе оста само рупа. Алудирајќи дека и гробот му е нели празен, на Натко бидејќи никогаш и не го нашле, затоа што овој која влегол напиен и топол од топлата кафана во ладната Морава во јануари, готова, и овој ништо не останало од него буек. Така бабата која била сојузник со својот син во малтретирањето, во правилата кои им ги наметнувал, на Натко дури им ги менувал и личните имиња, им земал рекет, форсирал своји ајдуци арнаути да прават разни зулуми, потоа она останала сама со своето дело-недело, исчезвањето на Натко зулумџијата. Натко го лапнала зимата и студената вода, така да на бабата не ја преостанало ништо друго, туку да се помири со црната судбина. И што ја извлековме поука од оваа приказна? Дека никој не сака држава скапана и измеќар држава која со лажни референдуми под покровителство на странски сили менува се. Таа држава нема кој да ја брани. Јас мислам дека и овие 36% што се пријавиле да ја бранат во анкетава, се само кривинаши некој од СДС, кои го кажале она што анкетарите сакале да го чујат, за да не ги изгубат бенефициите. Сите ние другите не би бранеле нешто што е вештачко, тоа треба тие што си го гласаа да си го бранат. И овие 90 души во Украина се малце, да ви кажам. Повеќе треба, минимум 600.000 поддржувачи на референдумот, заедно со децата на оние кои од видеоспотот што го фалеа зајко и неговата политика. Не сум лицемерен, само сум искрен. Ако ќе прават анкета за одбрана на Македонија, на мајка Македонија, на Република Македонија, тогаш процентот ќе биде сигурно многу повисок. Сакате пример? Сакате еден конкретен жив пример? Примерот следи на 8 мај. Ај сега, чао. Да, товариш Путин. Да. Ура! Се извинувам, само што ми се јавија од Кремљ. Морам да одам, имам некои шпиунски работи за шпионирање. Шпион, бе.